ВМРО-ДПМН денеска преку соопштение оцени дека најавата од председателот на СДСМ Зоран Заев за дебата во однос на платформата на албанските партии ја покажала неговата намера за редефинирање на државата. Обидот на Зоран Заев да манипулира со јавноста и да ја потценува интелигенцијата на граѓаните е неуспешен. Тој во сопствен стил конфузно се обиде да најави дека ако го добие мандатот, ќе продолжи да дебатира по точките од тиранската платформа за воведување двојазични банкноти и монети, двојазични униформи, прогласување геноцид, промена на државните символи и слично. Ова ја покажува всушност намерата на Зоран Заев, која претходно ја најавуваа и така наречените експерти од СДСМ, преку наводни дебати и консултации на партиски експерти, па дури и странска помош да подготват редефинирање на државата, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМН. Според ВМРО-ДПМН револтот на граѓаните е се поголем заради неискреноста на председателот на СДСМ. Гласале едно на изборите, а сосема друго добиле со како што наведуваат тиранската платформа, од која, како што гледаме, Заев не се откажува. По вчерашната објава на програма од страна на председателот на СДСМ Зоран Заев реагира и од ДУИ и БЕСА. Портпаролот на ДУИ Бујар Османи вели дека не се согласни со Заев, особено за ставот дека новата влада која што евентуално би ја предводел Заев нема да воведува двојазични банкноти и униформи во полицијата и војската. Во однос на ставовите не се согласуваме дека двојазичните банкноти и униформи се неуставни. Ние сметаме дека се целосно во рамките на Уставот, како што и пасошите кои се користат низ цела територија па и надвор се двојазични со децении, вели Османи. Движењето БЕСА пак смета дека програмата што вчера ја представи СДСМ е како што наведува во соопштение, рамка која треба да се догради за да биде сеопфатна и за прашањата кои се однесуваат на албанците. Од БЕСА информираат дека во оваа фаза ќе се воздржат од коментар на деталите од представената програма од СДСМ, бидејќи се уште не е деблокирано доделувањето мандат на председателот на СДСМ, што како што посочуваат е процес кој создава можност за почнување преговори за создавање влада. Затоа до тогаш нема да коментираме, а откако ќе му биде доделен мандатот и ние ќе се изјасниме со забелешки и сугестии, се со цел да се постигне една сеопфатна владина програма, секако со надеж дека тоа ќе се случи, соопштуваат од движењето БЕСА и истакнуваат дека и понатаму имаат разлики со СДСМ во однос на толкување на уставните одредби кои се однесуваат на употребата на албанскиот јазик. Заев на пресконференција рече дека во програмата на владата која би ја формирале СДСМ и ДУИ нема да влезат барањата на македонскиот денар да биде испишан и албанскиот јазик, како и тоа амблемите на припадниците на безбедносните сили исто така да бидат двојазични. Се надевам со добивањето на мандатот ќе го добиеме просторот за да преговараме за одредени прашања кои што се присутни во јавност. И треба да се дебатира за таквите прашања. И ние не бегаме од таквите прашања. Уставните експерти што ги консултираме се на ставот дека денарите, банкнотите се користат на целата територија на Република Македонија и евентуалната употреба на друг јазик при нивната изработка е спротивна на уставните одредби за употреба на македонскиот јазик и јазикот што го зборуваат повеќе од 20% од населението во Република Македонија. Уставните експерти кои што исто така ги консултиравме, се наставо дека и прашањето на униформите го третира Уставот. Основен принцип во полицијата и армијата е единственост на униформата, која што значи стандардизирана облека. Оттамо со оглед на тоа што постои единствен состав на полицијата и на армијата на Република Македонија, на територијата на Република Македонија, правењето разлики на униформата не е во согласност со уставните определби. Но ние остануваме отворени за дебата, за сите прашања кои што се важни и се потреба на граѓаните на Република Македонија. Отфрлањето на платформата беше актуелно изминатите неколку денови и се наметнуваше како опција. Сепак од штабовите на трите партии подписнички на истата ДУИ, Алијанса за албанците и БЕСА ги реафирмираа ставовите дека немаат намера да отстапат и дека платформата останува ултимативен услов за формирање влада.